На крајот од оваа година, покрај тоа што правиме планови, што е оно што сакаме да го имаме, да го живееме во наредната година, да погледнеме малку во себе, да видиме што е оно што можеби не сакаме да го однесеме во наредната година. Тука своје место се зазема простувањето. Ќе го представам преку приказна, една од приказните што ја раскажуваме во домот заедно со моите деца, а тоа е приказната за учителот кој што ги собирал своите ученици, кои постојано се жалеле на меѓусебните однесувања и ги замолил да донесат компири и врекичка. Потоа побарал од нив на секој компир да го напишат името на оној кој што ги повредил или навредил и датумот кога тоа се случило. Откако сите ја имале полна својата врекичка, ги замолил во наредната недела дена да ги шетаат компирите насекаде со нив. И така на почетокот било интересно, потоа станало тешко, па досадно, а на крај станало и миризливо. Зошто? Компирите почнале да судираат еден од друг и почнале да испуштаат и непријатна миризба. Покрај тоа што биле тешки постојано да се разнесуваат од едно место до друго. Исто е и со сеќавањата кои што ги држиме во нашата глава за непријатните случаи. Многу често луѓето не сакаат да простат заради тоа што не сакаат да им се повтори истото однесување или истата ситуација од некого или од нешто. Но да простиме не значи да дозволиме повторно се случи истото. Напротив, за лекцијата која што имаме добиено од тоа искуство, треба да бидеме благодарни и така да интегрираме во сопственото однесување. Но, доколку шетаме со компири полна вреќа, кои што покрај тоа што тежат, дополнително и мирисаат неубаво, не сме добро друштво за никаде и за никого. Затоа, една од убавите дефиниции кои што имам чуено за простувањето и која што со мене многу резонираше, е да простиме, значи да престанеме да се надеваме на подобро минато. Ќе го повторам ово уште еднаш. Да простиме, значи да престанеме да се надеваме на подобро минато. Да ја повлечеме лекцијата, да бидеме благодарни за лекцијата и да продолжиме во животот помудри и попаметни, а компирите кои што тежат и дополнително мирисаат лошо, да ги оставиме. Во новата година ви посакувам да влезете со помалку компири кои што мирисаат. Се гледаме.